Добар ден, да ги поздравам сите. Денес имаме прилика да ги представиме сите овие промени кои што ги направивме во клубот во изминативе 2 месеца после завршувањето на претходното првенство, кое што беше доста турбулентно, меѓутоа на крај мислам дека горе-доле може да кажеме дека го завршивме успешно, игравме финале на куп, бевме на чекор на финале до плейоф. За да не ни се повтори тоа што лани ни се случи на почетокот на првенството, кога малку показно се организиравме. Оваа година на многу порано ги почнавме подготовките. Значи прво го потпишавме договорот со новиот тренер Ацо Тодоров. Одма после скоро во ист момент и со Ѓорѓе Војновиќ, кој што ни се приклучи како спортски директор во екипата. Го продолживме со ангажирањето на сите тие играчи. Војновиќ ќе каже поише од тој спортски оддел. Го реновиравме паркетот комплетно во салата, ќе можете погасно да после завршувањето на пресконференција да видите салата и да ги видите собликувалните. Значи колку што можеше за овој краток период да се реновира, значи изреновиравме, направивме. И по мене, значи најбитно од све ја реактивиравме младинската школа, која што официјално почна денеска со работа. Значи има отворен камп 2 недели. Како што кажа претседателот Босилков, припремите за следната сезона, за оваа сезона што доаѓа, како и за онаа во која што треба да ја играме Јадранската лига, почнаа фактички од завршувањето на минатогодишната сезона. Морам тука да ја потенцирам ангажираноста како на претседателот, така и на градоначалникот Коневски, кои навистина со својата упорност и ентузијазам буквално допринесоа да јас ја прифатам понудата од страна на МЗТ Скопје да се ангажирам како спортски директор на волонтерска основа. Она што за нас беше многу битно и кое што ќе биде битно во тековниот период, без разлика на резултатите, една здрава организација, односно да направиме вистински клуб. МЗТ покрај сите проблеми успеа да се одржа минатите години, но сметаме дека сега е вистинскиот момент со една добра организација, со една целосна посветеност, како што спомнав од луѓето претходно, од градоначалникот и од претседателот, да успееме да направиме еден чекор повеќе во организационен план и да МЗТ го зајакнеме како клуб, односно да биде подобро организиран и да ги надминеме сите оние пречки кои што во минатото и кога сум бил играч и кога сум бил, да кажеме, дел од управата, не сме успеале да ги надминеме и МЗТ не успел да освои ни еден трофеј. Осетно ја засиливме екипата, значи предводници на тие засилувања секако се Ѓорѓе Чековски и Ристе Стефанов. Во почетокот направивме максимални напори да задржиме и некои од претходната екипа, кои што допринеле во резултатите на МЗТ Скопје. За жал не успеавме со сите да постигнеме да најдеме заеднички договор. Се осетно се засиливме и со 4 странци, 3 американци и еден плеймейкер од Србија. И мислиме дека со тоа ќе бидеме достојни конкуренти во борбата за највисок пласман. Овако од играчкиот состав сум задоволен. Донесовме 20 репрезентативци, Чековски и Ристе Стефанов. Не успеавме да задржиме некои играчи од прошлата година, но мислам дека и вака сме доста квалитетни. Со малку среќа, без повреди, што е најбитно за еден спортист. Мислам дека со нашата верна публика, мислам дека ќе атакуваме на трофеј, па сите коци ако се склопат, мислам дека може да го донесеме трофеј од Вајрод. Моментално со составите слабо сум познаени со Фени, кој има доста квалитетен состав. Очекувам со нив да се игра финале како што стојат сега работите. Со работнички ништо не се знае, не знам кои заселувања ги имаат. Се надам ќе направат добра екипа, што е добро за кошарката. Торис е доста добра екипа, млада екипа. Така да очекувам доста добро првенство. Еве Струмица се засилува, што ме радува, таму секогаш има добра кошарка. Се надам стварно добро првенство. Во принцип, она што како управа сакаме да го направиме, да имаме континуитет во екипата на МЗТ. Значи да имаме еден костур кој што сакавме да го формираме од домашни играчи, кои што некој од нив навистина излегува со превисоки барања во однос на резултатите што до сега ги имаат постигнато. Вратите на МЗТ се отворени буквално за секој домашен играч. Јас сум бил играч и знам што значи да играш и во странство и што значи да играш и
во Македонија. Но сепак МЗТ како бренд, заедно со уште еден клуб во Македонија, секогаш има една вредност повеќе во разлика од неколку стотини евра месечно. И едноставно ова управа не можеше да помине преку некои уцени од страна на играчите. Не зборам дали е Николовски или некој друг. Така да, јас во МЗТ сум играл 8 години, 7 години и некогаш е и само чест да се игра во МЗТ или во другиот македонски клуб од Скопје, во Работнички. Имав релативно убави 3 години во Самоков, кај што имаше и финанси, и убави сали, имаше све, кај што на крај крајава првата година со вайлдкарта освоивме Балканска лига. Меѓутоа имаше еден голем проблем, не можеше никој пат да се стане шампион на таа земја каде бев тренер. Значи, кога ќе се вратам тука, од некаде каде што ми било по принцип убаво, сум се вратил да направам нешто што не успеал да направи некој пред мене. Дека сум, не знам, магионичар, Хари Потер и дека ќе победам на секоја утакмица во сезонава, тоа не можам да карам, пошто магијата е фикција, кошарката е реалност. Ама дека следната година, на 1 јуни 2012 година, дека Македонија ќе има нов шампион и дека тој шампион ќе се вика МЗТ Скопје, тоа ја ви давам збор денеска.